Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. И овој понеделник со мене во емисијата е професор, се извинувам, доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијанија на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, ве направив и професор, може би натаму одите. Не знам. Сепак Чекор по чекор. Не сум размислил за академска кариера, така да не. Ви благодарам. Добре дојдовте и во ова издание на Здравје. Се надевам дека со темата која ќе ми ја понудиме на слушателите, ќе го задржиме нивното внимание и ќе слушнат навистина интересни и несекојдневни совети. За денеска ќе зборуваме за глутенот, односно ефектите на глутенот врз здравјето. Во последниве неколку години глутенот е доста актуелна тема. Се појавија диети кои го ограничуваат внесот на глутен, дури се произведува и безглутенска храна, безглутенски продукти и се тврди дека на тој начин се подобрува здравјето. Но дали тоа има научна основа или е само сушност тренд? Може ли на почетокот да разграничиме што е глутен? Глутенот во основа е протеин. Значи станува збор за растителен протеин. Ако земе да се анализира зрното од житарките, конкретно го има во 3 житарки, го има во пченицата, најчесто, нели, од тука и велиме дека е присутен во лебот, го има во јачменот и го има во ршта. Значи во тие, тоа се големите 3 кои што содржат најмногу глутен во себе си. И важно е да се каже дека во житарките, како што е семето во внатрешниот дел или така наречениот ендосперм, тој всушност се состои од глутен. И станува збор за мешавина од повеќе протеини, меѓутоа заедно одат под едно групно име глутен или уште, како што реков, се нарекува растителен протеин. Значи сам по себе представува една многу природна, многу нормална материја, на која што нашите тела еволуциски се навикнале да бидат изложени. Така, кога сме кај глутенот, знаеме да слушнеме, да прочитаме или во секојдневната комуникација да сретнеме луѓе кои навистина им е забрането внесување на глутен во организмот. На која група луѓе припаѓаат тие всушност, значи на која група луѓе и за кои заболувања всушност медицината ограничила внес на глутен во организмот? Постои едно заболување за кое што со сигурност медицината тврди и тоа е докажано и пациентите тоа можат и со својот квалитет на живот да го видат впрочем, за кое што знаеме дека глутенот предизвикува сериозни здравствени проблеми. Тоа е така наречената целијакија. Значи пациенти кои што имаат целијакија, тоа е вродена болест, кај луѓе кои што се генетски предиспонирани, значи кои што имаат и некои роднини кои што имаат целијакија, станува збор за автоимуна болест која што ги зафаќа цревата пред се, и кај тие луѓе кога ќе биде внесен глутенот, доаѓа до бурна реакција која што се манифестира со дуење на стомакот, со диареја, со болки, со низа потоа системски проблеми, како што се вртоглавици, омалаксаност, така нејасност да речеме во когнитивните функции. Така, но да потенцираме уште еднаш дека станува збор за ретко автоимуно за ретко, многу ретко заболување. Од прилика 1 на 100 е бројката за која што се вели дека 1 на 100 граѓани, на 100 жители. Тоа и не е така ретко, значи и не е така ретко бидејќи во големи земји можете да пресметате, тоа може да значи и неколку милиони, нели? Так. Се разбира. Така да не е, од тој аспект не е мало, не е мала закана, но во принцип е ретко и далеку поретко отколку паниката која што се крева и цел муабет кој што се прави дека тоа е страшно, дека многу е често, дека треба да јадеме храна без глутен,
Мислам дека сето тоа е, како што добро заприметувате, далеку преобемно или препотенцирано во однос на сериозниот здравствен проблем, кој што пред се го имаат луѓето за кои што збориме со целијакија. Така, што може да предизвика конкретно кај нив, кај заболените од целијакија, внесот на глутен? Доаѓа до нарушување на цревата, кои што постепено може да бидат многу посериозни. Значи, од анемија, па понатака така да тие луѓе брзо приметуваат дека имаат сериозни проблеми кога почнуваат да консумираат. Дури уште како мали деца се приметува дека кога ќе му биде дадено пченица или јачмен или рж на тоа дете или било каква друга храна која што содржи глутен, доаѓа до една бурна реакција, ќе се жали на болки во стомакот, на диареја која што се променува со констипација, значи или запек или брзо празнење на цревата, кое што ќе води кон општа малнутриција. Има ли некоја општа состојба на шок, на безсознание? Не е до толку драматична болеста, но сепак знае во дигестивниот тракт, промени во дигестивниот тракт. Сега тука е проблемот зошто е оставена, така да речеме, одредена сива зона, бидејќи се такви неспецифични, значи тоа се не толку специфични симптоми. Всушност, и за да се потврди болеста, целијакија, неопходни се низа на тестови, на крвни тестови и дури и биопсија од тенкото црево. Значи, неспецифични се симптомите и знаците кои што се појавуваат. Од тука се смета дека е оставен простор да една друга низа група луѓе кои што и немаат проблем баш од тоа, да сметаат дека ете глутенот е проблем. Или еве сега поконкретно да кажам, за прв пат во 80-тите години во Англија, тоа ги рековме сигурните, но сега да ја прошириме приказната да видиме како сме стасани до денешната состојба. Од прилика во 80-тите години во Англија лекарите заприметуваат една група луѓе која што се жали на симптоми слични на целијакија, меѓутоа не е поврзано со исхраната, а не е поврзано со глутенот. Не може да утврдат врска со глутенот. Тоа е во 80-тите во Англија, пред 30 на години. И тогаш тие пациенти биле препраќани на психијатрија. Значи, не било прифаќана реалноста дека може да постои такво нешто. Тоа е едната крајност. Кога целосно е отфрлено. Другата крајност е тоа што го гледаме денеска. Има некои проценки дека во Америка тоа пред се, јас лично сум убеден дека тоа е се од комерцијални побуди. Дека имало 20 милиони луѓе во Америка кои што се сензитивни на глутен, па следува цела една така наречена глутен-фри или безглутенска индустрија, која што го пропагира овој филм, која што значително им ги убедува луѓето. Така, сепак за комерцијални цели, кампањата и маркетингот имаат го прават своето. Но пред 3 години, значи некаде 2013 година, се правени дополнителни студии, конкретно во Италија, кога е најдено дека постои одредена сензитивност кон пченица. Значи дека сепак постои одредена група луѓе која што можеби и не е така сензитивна на глутен како глутен, туку дека има сензитивност кон пченица. Сепак станува збор за мала група, но сепак мораме да кажеме дека има луѓе кои што се алергични и на млеко, и на јајца, и на, значи не е чудо некои луѓе да бидат алергични на пченица. Така да тоа е од аспект на што е со сигурност утврдено од медицината. Го споменавте трендот, од друга страна слушнавме некои научни докази од медицина базирана на докази од научни истражувања и сознанија, но како всушност да разграничиме дали сме чувствителни на глутен или само имаме навика од комерцијални побуди протежирани преку маркетинг. Така, убедени сме дека имаме. Да внесуваме безглутенска храна. Значи, сепак, еве, според последните студии, сепак можно е да постои една мала група луѓе кои што имаат некаква сензитивност на глутен, а не се болни од целијакија. Значи, таа група сега веќе не се исклучува до крај и луѓе кои што ги имаат следниве симптоми би требало да размислат за тоа. Значи, ако имаат често дуење на цревата, значи да има чувство дека им се дува стомакот. Тоа прво, доколку имаат поврзано абдоменална болка, велиме, исто така болки во стомакот, иако тоа е доста често.
ако релативно често имаат комбинација од брзо чистење на цревата или пролив, па потоа констипација и промени во тоалетните навики, една нередовност. Значи нередовна столица. Ако постојат сите тие да речеме по-конкретни дигестивни симптоми, поврзани со така една општа омалаксаност кога се случуваат истите, тогаш треба да се посомневаат, но првата работа што треба да ја направат е да проверат дали имаат целијакија. Ако не, тогаш можеме да зборуваме за втората поредка ситуација, чувствителност на глутен. На глутен. Доктор Митов, ќе продолжиме со оваа тема и глутен, ефекти врз здравието, тренд или навистина здравствен проблем. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а со доктор Александар Митов во денешното издание на емисијата Здравје зборуваме за глутенот, здравствен проблем или тренд за комерцијални цели. Доктор Митов, ги слушнавме симптомите на луѓето кои навистина се алергични на глутен и им е забрането внес на овој протеин во организмот. Тоа се најчесто симптоми околу дигестивниот тракт поврзани со цревата, но да продолжиме околу тоа, околу трендот. Дали е пренагласено значењето на глутенот во трговијата, во производството, во сите гранки од секојдневието, каде што може да има профит на некој начин? Дефинитивно. Видете, во минатото, кога и се утврдувале дека постојат проблеми кај луѓето со глутен, се преминувало, можеби биле советувани други видови на исхрана, например, конкретно препораките тогаш биле да се повеќе да се внесува овошје, зеленчук. Меѓутоа, нормално е кај човек да се очекува дека кога ќе го зголеми внесот на овошјето и на зеленчукот, дека тоа само по себе е поздрава храна. Така да, можеби и подобрувањата кои што некои луѓе ги почувствувале, мислејќи дека имаат проблем со глутен, кога се префрлале се вкупно на исхрана која што има повеќе доминантно овошје и зеленчук, ќе го осетат тој подобар ефект, ќе даде повеќе енергија на телото. И од тука е таа дилема, но сепак постои така наречена безглутенска џанк исхрана, што ја нарекува. Значи, иако нема глутен, меѓутоа не се смета за здрава храна. Така да, тука е значајниот момент кога треба да се пази. Зошто јас лично, да речеме, сум против такво масовно ширење на безглутенската исхрана и пропагирање како добро. Прво и основно, нема научна основа. Тоа е првиот момент зошто јас лично сум и повеќето научници кои што ги следам, зошто се против еден таков тренд. Значи, прво нема научна основа. Против диетите ограничени со глутен. Да, и на тој дел ќе се навртам, се разбира. И вториот момент е дека ако човек нема таков проблем, а ние му ја ускратиме пченицата, јачменот и ршта, тогаш сме направиле сериозен проблем за тој човек. Така, што губи човекот? Многу губи, бидејќи и интегралните збориме, интегралниот јачмен, интегралната пченица и интегралната рж се исхрана која што би требало да биде секојдневна на секој од нас и постојано дава од овие протеини кои што се растителните протеини, па до минерали, па до низа други корисни материи, растителни влакна, листата е предолга. Така да греф е од аспект на човековото здравје на човек кој што нема вистински проблем со глутен да му се ускратат житариците. И заради тоа треба многу појасно тука да се утврдува состојбата. Или има еден парадокс во медицината. Има милиони луѓе кои што имаат целијакија во одредена форма и не им е диагностицирана, а од друга страна имате уште повеќе луѓе кои што не консумираат глутен
ниту пак житарки, а всушност немаат никакви проблеми. Така да влегуваме во одредени парадоксални тие се во таа група на следење на трендот околу забрана. Сега кога го спомнавте изборот диета, јас во медицината општо или во начинот на исхрана на луѓето, тој збор воопшто се трудам да не го употребувам. И сум многу против зборот диета. Заради тоа што, нели, од сам старт асоцира на одредени рестрикции. Режим на исхрана. И исто така и режим на исхрана. Наполнато е со негативна енергија, уште кога ќе му се спомне на човек, создава одбивност и ја дава лажната слика дека треба само привремено да се смени исхраната и дека со тоа нешто ќе се среди. Најчесто ако човек има проблем со здравието, сериозен проблем со здравието, или ако јаде на погрешен начин, нему му треба трајна промена во начинот на исхрана. Значи, зборуваме за правилна исхрана. Може би подобар збор е правилна исхрана, а не здрава храна. Дека има правилен и низа неправилни начини на исхранување на луѓе. Правилна исхрана, а не диета. Да. И од тука зборот диета или фразата режим на исхрана. Сето тоа мислам дека создава негативен ефект кај луѓето и дополнително веќе во Америка тоа е утврдено. А зошто некои ваши колеги во исклучителни случаи предпоставувам им наложуваат на пациентите или за некои? Видете, тоа е постар тренд. Мислам дека со тек на време тоа ќе се надмине. Значи тоа било така, дури еден период се нарекувало, јас се сеќавам и од учебниците, хигиена на исхрана, нели? Еве, зборот хигиена на исхрана како фраза сега е надминато. И зборот диета мислам дека ќе дојде време да биде надминат и ќе зборуваме конечно за правилен начин на исхрана на луѓето. Така да ова е навистина интересна тема и предлагам во некој можеме и да ја дебатираме, се разбира. Да зборуваме. И само уште нешто би кажал, за жал сите така наречени диети, најголем број од нив во Соединетите Американски држави се правени доста тестирања на тема диети, бидејќи тоа е огромна индустрија. И голема нација. Да, и најдено е дека во 80% од случаите за една година откако завршила диетата било која, за една година пациентот ги враќа истите килограми, а за 5 години 95% од луѓето кои што биле на диета не само што се враќаат на претходната тежина, туку стануваат уште потешки. Дупол контраефект. Да, тоа е така наречениот јојо ефект, кога луѓето одат од една во друга крајност, треба да сватат дека е потребна трајна промена на исхраната кон подобро. Доктор Митов, ви благодарам за овие корисни информации и совети. Се надевам дека барем дел од нашите слушатели ќе ги практикуваат вашите совети. Денеска зборувавме за глутенот, слушнавме дека повеќе е тренд отколку навистина проблем и тренд во смисол на профит на индустријата и комерцијализација на овој протеин. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и за советите. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска сме понеделник, 22 февруари 2016 година. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Дине Вучков. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и во денешното издание на Здравје. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен понеделнички ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.